За катастрофалната состојба во која се наоѓа драмскиот театар виновно било Министерството за култура, а не менеджментот. Ова може да се заклучи од одговорот на директорката Викторија Рангелова Петровска на прашањето на Алфа, зошто објектот е запуштен, зошто кафулето не работи и зошто се доцни со објавувањето на репертоарот. Театарот не може сам да реализира капитален објект. Значи очекувате средства од влада? Очекуваме средства, очекуваме да има реализација и процес во кој што ќе се разгледува дали воопшто театарот треба да биде срушен. Во моментов сликата пред Драмски е како никогаш досега. Запуштен и руиниран, со обрасната трева и без джагорот кој доаѓаше од кафулето во објектот. Директорката се правдаше дека понудените проекти уште од минатата власт не се реализирале, оти сите предвидувале уривање на театарот и изградба на нов, што би значило тој да ја изгуби неговата душа. Мене лично, ако ме прашате, овој театар има историја, има приказна, која што не е за подценување. Овој објект е исто така дел од една приказна во архитектурата и е дел од една приказна на солидарност, бидејќи е финансиран од британската влада. И ако мислите дека треба сето тоа да се сруши, тогаш сме на погрешен пат. Запрашана зошто кафулето кое долги години беше дел од имиџот на театарот повеќе не работи, директорката на кратко порача од имало проблем со документацијата уште од март годинава. За сега останува нејасно зошто е потребно толку долго време само за да се надмине овој проблем. Во внатрешноста на театарот пак може да се видат оштетувања на таванот како резултат од протекувањето на кровот, кој иако според директорката бил поправен уште во 2019-та. 5 години потоа трагите од протечената вода на зидовите не се санирани. Еден од символите на главниот град кој со децении создава уметници во кој културно се воздигнале генерации на скопјани, сега е оставен на забот на времето и волјата на министрите за култура. Па во оваа незавидна жална состојба. Театарот годинава ќе е домаќин на регионалната унија на театри Рута. Од 3 до 8 октомври во него ќе настапат театри од сите поранешни југословенски републики.